почитуван министер за земјделие, шумарство и водостопанство, господин Ивчо Николовски, почитувани директори на локални институции, почитувани просветни работници, почитувани драги пријатели, дами и господа, мои сограѓани. Велат дека само во текот на еден ден од него се очекува да биде воспитувач, педагог, глумец, другар, доктор, медицинска сестра, тренер, пронаоѓач на изгубени предмети, позајмувач на средства, па дури таксист ако треба, психолог, замена за родител, политичар, шувар на вербата, градител на надежта. Звучи парадоксално, но така е. Тој говори најгласно кога е тивок и кога внимателно слуша. Неговиот најголем дар е во тоа што тој е подготвен со полна почит да учи од своите ученици. Материјалното богатство не е негова цел, туку богатството го наоѓа во барањата на нови можности, неговите ученици да го искористат својот талент во постојано откривање на нивните индивидуални таленти, и тоа не во било кој, туку токму во оние кои што имаат недостаток на самодоверба. Ако докторот ја има честа на овој свет да донесе еден млад живот, токму на наставникот, учителот, професорот, му припаѓа привилегијата да го обликува, да го гледа и да учествува во градењето на тој живот, како секојдневно, повторно и повторно се раѓа со нови идеи, таленти, пријателства и напредува по патот што се нарекува живот. Да, гордо звучи. Учител, учителка, професор, професорка, наставник, наставничка. Почитуван наставник. Можеби на моменти ќе помислите дека сте од оние чии имиња и ликови бргу ќе бидат заборавени, но бидете убедени дека сте со сигурност од оние чии личности и учење за секојаш ќе се паметат низ успехот на вашите ученици. Токму затоа слободно може да се каже: наставникот влијае на вечноста, затоа што никогаш не може да каже каде завршува неговото влијание. Најдобри наставници се оние кои укажуваат каде да гледате, но не ви кажуваат што треба да видите. Тоа се луѓето кои ја подаваат раката и го отвораат умот и го допираат срцето. Вистинската вредност на наставникот не се детерминира со тоа што тој знае, ниту пак со неговата способност да го пренесе она што го знае, туку да ја стимулира желбата кај другите да знаат и да научат. Токму затоа, од оваа година, Општина Крива Паланка започнува со оваа манифестација, која што ја нарековме избор на просветен работник на годината. Ова е само еден мал дел со кој што ние, како локална институција, како локална самоуправа, ќе одадеме почит на вашето дело, но од друга страна ќе ве поттикнеме да се стремите да го направите столбот на едно општество, а тоа е образованието, многу постабилен од тоа што е сега во моментот. Ако столбот на ова општество е образованието, вие сте сршта на тој столб. Ќе завршам со тоа дека добриот наставник е како светја. Се троши сами од себе си, додека го осветлува патот на останатите околу себе. Бидете наговорни на тоа што сте и на хуманата професија која што ја вршите. Во таа чест ви го честитам празникот на сословенските просветители, прадеда Свети Кирил и Методи. Ви благодарам.